Следната програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите. Ние ги судиме луѓето за малите нешта кои ни иритираат, а ние имаме многу поголеми проблеми. Но ако ѓаволот може да не задржи зафатени, гледајќи во се што е неправилно со сите други, тогаш ние остануваме слепи за нашите собствени проблеми. Ние мора да почнеме од знаењето дека умот е бојното поле. Морате да си го штитите срцето со сета сила, затоа што од него извираат проблемите во животот. Внимавајте на што размислувате кога возите по автопатот. Некако со празен ум, ви одеднаш размислувате толку многу лоши нешта за некоја личност или како таа личност те нервира. Не можете едноставно да ја поседувате таа работа, да продолжите да размислувате на тоа и да медитирате на истото. Треба да речете не, а тоа е добар збор за да го научите на глас. Не, јас ќе размислувам за нешто што ќе ми користи, а не нешто што ќе ме налути и ќе ми изнервира. Амин. Така, прво нешто за кое ќе зборуваме. 7 начини на кои ѓаволот напаѓа. Се надам дека ќе стигнам да зборувам за сите 7 начини на кои ѓаволот напаѓа, а ѓаволот сака ние да наоѓаме грешки. Затоа што, ако ние можеме да си го задржиме умот, или тој ни го задржи умот на сите туги маани, тогаш никогаш нема да си ги согледаме своите. А ние не можеме да направиме ништо за тугите, но ние можеме да направиме нешто за своите ако соработуваме со Бог. Ѓаволот сака ние да бидеме обвинувачи, фокусирајќи се на грешките на другите и останувајќи слеп на нашите собствени грешки. Ако некој верник не гледа ништо погрешно во себе си, а доста погрешно на другите, тогаш ѓаволот победил. И сите друштвени мрежи Ве молам, не вклучувајте се на друштвените мрежи и не им кажувајте на сите ваши пријатели за се што некој друг направи. А се што правите е ширење на озборувања кои не знаете ниту дали се вистините и дури да е вистина, според Библијата, ние не треба да ги шириме. Среќна сум што ракоплескате, но јас сакам да го сватите ова. Немојте, како дете Божјо, да се вклучувате на тие страни и да ширите клеветење и озборување. Најчесто, кога луѓето зборуваат за некој друг, тие воопшто немаат поим за што точно зборуваат. Ние имаме само една надеж во ова време во кое живееме. А вие ќе ме слушате како зборувам за тоа вечерва. Јас ќе зборувам за тоа преку викендот. Ние имаме само една надежда да излеземе од хаосот во кој што се наоѓаме, а тоа е љубов. Главната порака во Библијата е Бог те сака и тој сака ти да ги сакаш сите други, вклучувајќи се и себе си. Тоа е кралскиот закон на слободата според апостолот Јаков. И ако ние го сториме тоа, тогаш ги исполнуваме сите заповеди и сите пророци. А така, ако ти ги сакаш луѓето, ти нема да ги судиш, ти нема да ги озборуваш, нема да ги кажуваш нивните тајни, затоа што љубовта не спречува од правењето на тоа. Па, кога и да ги правиме сите тие нешта, ние не чекориме во љубов. Постојат секакви, знаете, добри стихови за да ја подкрепат оваа тема за да не осудуваме. Јас ќе ви прочитам само еден кој ви е познат. Матеј глава 7 стих 1 до 5. Не судете, или вие исто така ќе бидете судени. Зашто на таков начин да ги судите другите, и вие ќе бидете судени, и со каква мерка мерите, така и ќе ви се мери.
Зошто ја гледаш раската во окото на твојот брат, а гредата во своето око не ја чувствуваш? Ми се допаѓа преводот кој вели бандерата во твоето собствено око. Јас мислам, ако ние веруваме што вели Библијата, тој вели, ние ги судиме луѓето за тие мали нешта во нив кои ни иритираат, а ние имаме многу поголеми проблеми. Но ако ѓаволот може да не задржи зафатени, гледајќи во се што е неправилно во сите други, тогаш ние остануваме слепи на своите проблеми. Римјани 2 вели, вие немате изговор, без разлика кој да си ти, кога судиш некој друг за истите работи за кои ги судиш другите луѓе, ти се осудуваш себе си. Што? Не. Знаете зошто? Ние секогаш имаме изговор за себе си, но за другите луѓе нема изговор. Ау, нема изговор за ти да се однесуваш така. Јас велам, ние ги гледаме другите преку лупа, а на себе си со розови очила. Да се вратиме до Матеј 7. Зошто ја гледаш раската во окото на твојот брат, а гредата во своето око не ја чувствуваш? Како ќе му кажеш на твојот брат, чекај да ти изведам раската од окото, кога постојано има греда во твоето око? О, ти лицемеру, извади ја прво гредата од твоето око, а потоа ќе видиш јасно како да ја извадиш раската од окото на твојот брат. Гневот и неопростувањето се дел од сите овие нешта. Тогаш еден од многуте проблеми кои ги имаме во светот денес е омразата. Омразата, разделбата. Тие се во црквата, помеѓу деноминациите, секако и во светот, но ние нема ниту да се обидеме да зборуваме за нив, да зборуваме само за нас. Се прашувам колкумен од вас сте дошли овде денес, кои што можете да кажете со искрено срце, дека не постои никој, ниту една личност на која сте им лути во моментот или од која сте навредени. Ајде сега, станавте тивки. Јас мислам дека ние треба да можеме да си легнеме секоја вечер велики: Боже, ти благодарам што не сум лут на никому. Гледате, тивки сте, тивки. А ова е сериозен проблем. Знаете зошто? Затоа што во Ефесијаните 4 ни кажува отворено: не дозволувајте сонцето да зајде во вашиот гнев и не давајте му никакво место на ѓаволот. Така, кога ние остануваме гневни, отвараме врата за ѓаволот. Не легнувајте си гневни. Ајде, се сеќавам на тие години кога бев глупава, кога се легнував гневна на Дејв. Мислам, јас можев да спијам на работа од душекот затоа што јас не сакав тој да ме допира. Јас нема да го допирам него. Тогаш тој ќе ја земе целата покривка, а јас нема да му барам никаква покривка. Тогаш јас само лежев таму и мрзнев цела вечер. Тој си спиеше прекрасно. А што добив јас? Главоболка, болка во стомакот, умор на наредниот ден затоа што не спиев. Глупаво е. Нештата кои ние ги правиме се глупави. Тоа не го промени Дејв. Дејв е се уште истиот. Само сега, јас се променив и тие нешта не ми сметаат повеќе. Хајде, може ли да ви ја пренесам пораката? Бог не е заинтересиран да ги промени сите луѓе за кои ти мислиш дека ти сметаат. Тој те довел овде за да те промени тебе, за да тие не ти сметаат повеќе. Бог нема да се ослободи од се во светот што те нервира тебе. Тој сака ние да дојдеме до моментот каде што тоа нема да не нервира.
А токму тоа е духовна зрелост. Знаете ли што? Толку е кратко времето за кое сите ние сме овде. Ајде да не го пропуштиме и да не бидеме мизерни целото време за нешто за кој не можеме ништо да сториме. Вие не ме слушате? Ти не можеш да го промениш твојот сопруг. Па јас ќе пробам. Ајде пробај. Ќе се сретнеме наредната година и јас ќе ти ги кажам истите нешта повторно. Ајде, се сеќавам со децата кога растеа. Ако планираш да живееш во мојата куќа, ајде, колку мен од вас сте им го кажале тоа на вашите деца? Ако планираш да живееш во мојата куќа. Па тие живееја во мојата куќа и ние помогнавме колку можеме, но јас имам прекрасни деца. Сега, знаете, само затоа што вашите деца не прават се на начинот на кој што вие би сакале да прават, тоа не значи дека тие нема да израснат и да бидат прекрасни луѓе. Поучувајте ги правилно. Дајте им малку простор. Ајде, на колку сте лути? Вие не може да се оправдате без разлика што и да ви направиле тие. Извинете, но тоа е во Библијата. Без разлика што и да ти направиле, ти немаш оправдание да не им простиш. Сега, ајде, немојте мене да ми се лутите. Рано е. Затоа што тоа бил ѓаволот кој работел преку нив, а единствениот начин да му вратиш на ѓаволот е да им простиш и да се молиш за нив. А кога станува збор за судење други луѓе, единственото нешто кое навистина треба да го направиме кога гледаме грешка во некого, е да се молиме за нив, а не да им судиме и да ги критикуваме. Колку мен од вас мислат дека ако вложите повеќе енергија во молитва за овие нешта, можеби ќе се подобрат? Второ, начин на кој ѓаволот се обидува да те измами. Тој сака ние да бидеме горди и да мислиме, гледаш, размисли повторно, да мислиме дека ние знаеме се. Ние знаеме повеќе од колку сите останати. Ајде, колку мен од вас дамите имате сопруг кој никогаш не греши? Јас нема да кажам ништо повеќе затоа што мојата е овде. Вие знаете, обвинувањето е всушност плод на гордоста. Мора да бидете толку внимателни да не мислите дека вие сте над другите. Можеби навистина имате некои силни дарови и таленти и можеби вие сте побрзи отколку другите, или вие учите побрзо од другите, но тоа е само затоа што Бог ве дарувал на тој начин. Вие не сте ги бирале своите дарови и другите луѓе не ги бираат своите. Довери се на Господ со целото свое срце и не се потпирај врз твоето разбирање. На сите твои патишта покори се на Него и Тој ќе ги исправи твоите патишта. И се допаѓа стих 7, на вистина. Не биди мудар во своите собствени очи. Не сакам да ве навредам, но вие не сте толку паметни колку што мислите дека сте. И знаете што? Вие можете да имате секакво образование и сепак да немате мудрост. Сакам да напишам книга за изреките. А не знам како некогаш би напишала цела книга за изреките, затоа што таму се зборува за најверојатно околу 200 различни теми. Предходниот викенд си помислив, знаеш што? Јас едноставно ќе седнам и ќе почнам. Прекрасно е. Многу често со Бог ти само треба да си го бркнеш стапалото во водата и тогаш тој почнува да работи. Па јас сум на глава 7 сега. Но работата е, дали тоа е мудрост? Побожниот страх и стравопочит спрема Бог е почеток на мудрост. Па каде го снема тоа? Што се случи на стравопочита спрема Бог? Знаете ли што значи страв од Бог? Тоа значи дека можеш да ја препознаеш Божјата моќ, колку Тој е силен и колку е суверен Тој до моментот кога ти би направил се само да не го навредиш.
Гледате, тоа ќе ви помогне да не зборувате за другите луѓе. Тоа ќе ви помогне да не бидете полни со себе си и да не бидете горди затоа што ние не мислиме, се плашам дека Бог ќе ме повреди. Туку со почит. Јас знам кој е Бог, јас знам што тој може да направи. Јас знам дека тој ќе направи она што го вели. Тоа е почетокот на мудрост. Ние не можеме да имаме мудрост воопшто ако немаме стравопочит спрема Бог. И кој го поучува тоа? Кога беше последниот пат кога слушнавте на вистина добра проповед на тема побожен страв и стравопочит за Бог? Да, Бог те сака, но потребно ти е да слушнеш и некои други нешта покрај тоа дека Тој те сака. И да, Неговата благодат е прекрасна, но тоа не е единственото нешто за кое зборува Библијата. Нашиот Бог е оган кој проголтува се. Тој е милостив. Но тој заслужува стравопочит и знаење кое, јас го објаснувам вака, не се закачувај со мене. Сега, можеби не ви се допаѓа начинот како се кажува тоа, затоа што сите ние сакаме да мислиме дека, знаете, Бог е само шекерче, здачин и се е фино. Тој само кратко ќе поднесува злоба, изопаченост, грев и лицемерие. А потоа затоа што тој не сака, тој се справува со нас. Не за да не повреди, туку затоа што тој не сака да останеме такви. Знаете што? Ќе ви ја кажам целата вистина. Јас би се плашила да застанам овде, на оваа проповедална, да се обидам да проповедам ако бев лута на мојот маж. Вие би рекле, па зошто би се плашил? Затоа што се што имаме моето помазание. Јас не сум фантастична. Јас не можам да пеам, јас не свирам на инструмент. Ако проповедта не е добра, јас не можам да си ја земам гитарата и да ви испеам песна. И така, јас чекорам на овие платформи илјадници пати сум гледала во илјадници луѓе, а тие чекаат на мене да го кажам токму правото нешто. Јас дојдов за слово од Бог. Сите сакаат да го бараат тоа од тебе. И јас не можам да дојдем овде гневна, огорчена и навредена и да глумам. Ако сакате да го носите Божјото помазание, мора да го живеете животот. Можете само да имате лепенка на колата. Мора да го живеете животот и мора да го живеете кога никој не гледа. Затоа што Бог гледа се, и тоа е исто така појаснето во изреки. А не бидете мудри во своите очи. Јас му велам на Бог постојано, јас не можам да го направам ова без тебе. Јас сум ништо без тебе. Било каков успех што го имам е само заради тебе. Здраво е да се потсетиш себе си дека ако Бог не ти помогне, ти си готов. Знаете, Павле беше навистина интелигентен. Не знам колку дипломи било можно да имаш во времето на Павле, тој ги имал. Јас мислам дека образованието е прекрасно и велам, заврши се што можеш. Јас познавам некои луѓе кои се толку паметни и понекогаш посакувам и јас да бидам толку паметна. Но знаете што? Јас повеќе би имала мудрост, која е всушност побожен здрав разум. Јас повеќе би имала здрав разум, отколку да имам ДР позади моето име. Јас имам ДСД, диплома од Светиот Дух. И да, би било убаво да ги имам и другите. Јас не добив таа можност и сум благодарна за луѓе кои го прават тоа, но дури повеќето луѓе не се толку паметни колку што мислат дека се. Затоа што Бог се уште е тоа. Така Павле
брилјантниот Павле, со сите негови дипломи кои би можел да ги има, тој рече во 1 Коринќаните: Јас решив да не знам ништо друго освен за Исуса Христа и тоа распнатиот. Зарем тоа не е интересно? До какво откровение доаѓаше Павле? Јас ги имам сите овие нешта, но што добро ми носат без Исус? Трето, ѓаволот сака ние да мислиме. Сите речете, мислиме. Дека Бог не слуша и нема да ги одговори нашите молитви. Така, или ние нема да се молиме, или нема да истраеме во молитва. Затоа што молитвата е најверојатно најопасното нешто за ѓаволот. Кога праведен човек се моли, огромна моќ е овозможена. И ќе ви кажам, не знам зошто, но само во последните 2 години јас обрнувам се повеќе внимание на моите молитви. И тоа едноставно ми изненадува. Нештата кои Бог ги прави за нас, ако само го побараме тоа од Него. И повеќето нешта за кои зборувам дури не се огромни нешта, туку мали нешта. Но работи кои ми значат толку многу, нешта кои прават да знам дека Бог се грижи за мене и дека тој работи во мојот живот. Матеј 7 вели: моли и продолжи да молиш, барај и продолжи да бараш, чукај и продолжи да чукаш. Ние мора да бидеме упорни. Јас нема да замолчам, Боже, додека не видам пробив. На Бог му се допаѓа тоа. Нема му се допаѓа таква упорност. Тоа не е дрскост, тоа е упорност. Моли за се. Се што ти се случува, едноставно моли се. Ова утро јас бев спремна да излезам од вратата и мојата асистентка рече: си ги ставили леките? Јас реков: оу. Јас заминував токму во моментот кога требаше да излезам за да дојдам тука, кога сакав да бидам тука, а сега требаше да се вратам и да си ги ставам леките. Па првото нешто кое го реков беше: Господе, ми требаш, ти ми требаш денес да ми помогнеш најпрво да си ги ставам овие леки. И тој го стори тоа. Ми помогна. Тогаш ни текнува да речеме: ти благодарам. Ајде, молете се, молете се, молете се, молете се за се. Не мора да бидете со лицето на земја или на колена, во орманот, во темнина или со затворени очи. Мислам, добре да ги имаме тие издвоени моменти со Бог. Јас го имам тоа секоја утро, но молете се преку целиот ден и не дозволувајте ѓаволот да ве лаже и да ви вели дека Бог не ги слуша вашите молитви. А вие би рекле: да, но работата што јас имам сгрешено, зашто Бог ми ме слушал? Затоа што вие не чекорите во вашето име, вие чекорите во името на Исус. Проширениот превод вели дека кога чекориме во името на Исус, ние представуваме пред Бог се она што е Исус. Зарем не ви се допаѓа тоа? Јас барам ти да го направиш ова за мене во името на Исус, не затоа што јас заслужувам, но затоа што тој заслужува. Јас ве охрабрувам да запомните дека нам ни е потребно да бидеме предпазливи за лагите на непријателот во нашите животи. Ајде да се молиме на наш начин, ни секој ден и да бараме од Бог да ни открие лагите во кои можеби веруваме.